Учениците во гимназијата Зефлюш Марко едва стигнаа до зградата. Тие се жалаа дека тротоарите и дворот на училиштето не се исчистени од снег и мраз, што довело до тоа неколку ученици да паднат и да се повредат уште првиот ден од второто полугодие. Сигурно дека е ризично. Снегот не е исчистен. Исчистен е само влезот во училиштето. Да, ми пречи. Некој може да падне, може да се повреди. Ризично е за нас учениците. Јас не паднав, но некој многу лесно може да падне. Улицата не е доволно чиста, кога излегуваме на одмор се прави гужва и не можеме да се движиме. Мразот е ризичен. Например, еве денеска кога дојдов на училиште, за малку ќе паднев. Директорот на гимназијата Фарук Зетири се обиде да се правда зошто не успееле да го исчистат училишниот двор од снегот и мразот. Ние како образовна институција го исчистивме главниот влез на училиштето. Целиот двор не успеавме да го исчистиме, бидејќи е голема површина. Техничкиот персонал толку можел да чисти. Верувам дека нема да има проблем при влезот во училиштето за децата и професорите. Слична беше состојбата и во други училишта во Скопје, некаде со подзачистен влез, а некаде ниту тоа. Второто полугодие почна подоцна по препорака на Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство за да се спречи ширење на грипот. Од Министерството за образование велат дека изгубените денови ќе бидат надоместени во саботите во наредниот период.